Изгледа судбината сакаше и повтор пат да се сретнам со властолюбците. Една група офицери знаеја дека штото го бе вратен од Македонија, па ме повикаа на разговор. Пред да појдам, им се јавив на Ѓорче Петров и на Јане Сандански. Околу пладне влегов во салонот кај што ме чекаа. Ниту еден од господата не мрдна од место. Тука сум, господа, им реков. Ве слушам. Околу масата седеа тројца генерали, еден подполковник и неколку помали офицерчиња. Јасно и гласно, еден од генералите ми кажа да им го предадам раководењето на организацијата. Во замена ми понуди нешто, ама не се сеќавам што. Со два збора, ја сакаа целата команда на организацијата. Ги одмерив. Требаше жив да излезам од тој салон. Затоа почнав да им зборувам тивко. Смешно е тоа што го барате вие, господа. Како смешно, рече генералот. Па така, смешно. Командата не се алишта да ги соблечам, па да ви ги дадам. Дојдете во Македонија, ќе ве представиме на народот и, ако тој ве засака, ќе ви ја даде и довербата и командата. Тогаш рипна еден од офицерите и ми удри силна шлаканица. Јас ја кренав камата од појас, изрипа сите офицери. Но јас ја фрлив камата пред нивните нозе и го напуштив салонот. Засудирот меѓу мене и офицерите брзо се расчу. Јане и другарите ме чекаа во еден тавански стан на периферијата на Софија. Беа наоружани со бомби, револвери. Чекаа да дојдам, па да појдем и да ги испотепаме офицерите. А јас уште од вратата почнав да се смеам. Јане рипна, другите ги ококорија очите. Хајдете, пригответе се, долг пат не чека. Каде? Каде почна да прашуваат? Дома? Каде на друго место? Дома, кај своите. Никако не можев да ги окуражам, ако не седнем да им раскажам како почнав пред да го напуштам офицерското училиште. Им реков, ако не ме најдеше господинот Шахов и господинот Хаджи Николов, јас ќе ги најдев нив. Оти мојата душа ги бараше. Тие беа нашите македонски апостоли. Се сретнавме во Софиската градина. Им реков да ме почекаат додека да го завршам офицерското училиште, а потоа ќе појдеме во Македонија. Ќе се бориме и така ќе стекнеме и авторитет, и чест, и слобода ќе му извојуваме на нашиот народ. Признавам, јас бев многу млад и се уште не ми е јасно како успеав да поведам двајца толку разбрани луѓе кои со години работеле на македонското дело. Им реков дека ќе станам учител, а не генерал. Оти кој може најлесно да му се приближи на обичниот човек? Дали тој што е качен на конј и носи сабја на колкот, или пак тој што ќе ги учи неграмотните деца?